Македонија тајна на Балканот. Сместена на Балканскиот полуостров, државата Македонија, без излез на море, слично како и другите околни држави, Македонија е дом на прекрасни природни пейзажи и неверојатна историја и култура. Македонија се наоѓа и последователно на локација на повеќе вековното бојно поле, додека ривалските империи се борат за контрола на областа. Историското потекло на Македонија и вековното мултикултурно влијание ја прават земјата една од највредните дестинации во светот за патување. Речиси половина од земјата е доминирана од врвови покриени со снег, кристално чисти глацијални езера и растегливи зелени подножја, што ја прави совршена дестинација за патување за ентузијасти, на отворено или за оние кои сакаат да се релаксираат. Надвор од главниот град на Македонија, Скопје, поголемиот дел од земјата се рурални земјоделски села каде традиционалната архитектура и културните вредности се уште се чувствуваат до ден денес. Поставени во позадина на непосредлива природна убавина и архитектура од стариот свет, македонските рурални села им овозможуваат на посетителите редок поглед на иделичниот традиционален начин на живот на оваа древна земја и сета нејзина величанственост. Во Скопје, пресекот на руралната традиционална култура е воодушевувачка, древна архитектура и живописна природна убавина која оживува, возможувајќи им на патниците речиси непроценливо ниво на интереси, атракции и места за истражување. Пресечен со најголемата река во Македонија, Вардар, град Скопје е ефективно поделен на половина, а едната страна се смета за стар град, а другата за нов град. Во стариот дел на градот ќе наидете голем број атрактивни и интересни примери на архитектура од низа историски епохи кои се движат од праисторијата до 20 век. Еден од најистакнатите примери на историска архитектура во стариот дел на Скопје е тврдината Кале, средновековна тврдина заградена со поглед на реката Вардар од највисоката точка во градот. Како доказ за континуираната историска релевантност на тврдината, локалитетот се уште се ископува на различни локации од страна на археолозите до ден денес. А најголемото крило на монети од византиска ера, откриено некогаш во Македонија, беше пронајдено во тврдината Кале во 2010 година. На друго место во стариот дел на градот може да се најдат бројни џамии, цркви, музеи и чаршии, стари од стотици до илјадници години, живи примери на широка историска провиненција на Македонија и далеку сежна културна временска рамка. Иако е помалку познато, отколку што веројатно заслужува, Скопје е родниот град на мајка Тереза, а во чест на едно од најголемите хуманитарци и добитничка на Нобелова награда за мир, градот изгради спомен куќа на мајка Тереза, на истата земја каде што беше крстена, каде што посетителите и жителите може да видат разни реликвии од низиниот живот, вклучувајќи живи скулптури на мајка Тереза и низиното семејство во музеот Меморијална куќа. Да се префрлиме малце и за Јерусалим на Балканот, Охрид. На само 2 часа југозападно од Скопје се наоѓа градот Охрид, едно од најстарите населби на луѓе во цела Европа, која е прогласена и за природно наследство на УНЕСКО и за културно наследство. Деноминацијата на Охрид како Јерусалим на Балканот произлегува од фактот што градот е дом на неверојатни 365 цркви, што е неверојатна сума за град со население од 42.000 жители. Сместена во позадината на неверојатните природни убавини, Охрид е во непосредна близина на националниот парк Галичица, дом на над 1000 видови флора и фауна, кои датираат од терцирниот период, и Охридското езеро е едно од најдлабоките и најстарите. Постојат докази дека езерото датира на 2 до 3 милиони години. Самото езеро е дом на уникатен воден екосистем, дом на над 200 ендемични видови на фауна кои го покриваат целиот синџир на исхрана. Според пописот на
Од 2002 година Охрид има 42.033 жители. Етничкиот состав бил следен: 80,4% македонци, 7% албанци, турци 5,4% и други националности 7,2%. Јазици кои се говорат највеќе во Охрид спрема жителите се македонски 83,1%, албански 9,4%, турски 5,3% и други јазици 2,4%. Религиозниот состав на градот Охрид бил следниот: прославни христијани 80,9%, муслимани 18,1% и други 1,1%.